Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. На мое огромно задоволство, гостин на програмата на ТВ каналот ВИС е отец Пимен, митрополит во Европската епархија. Добар ден, добре дојдовте во нашето студио на програмата на ТВ каналот ВИС. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Сега, не ве ословив, ниту ви кажав отец, ниту Ваше високо преосвещенство, па молам да ми помогнете. Еден таков проблем со вас имав пред 2 години, 3 години во Швајцарија, кога на една прослава на Стара Нова година во еден швајцарски град, сакав да ве најавам и не знаев како да ви се оправдам, да ви речам отец Пимен повелете или Ваше високо преосвещенство повелете. Помогнете ми. Па еве, официјално титулата на сите митрополити во Македонија е неговото високо преосвещенство и потоа името на епархијата. Така и јас во официјалните најавувања, да речеме и официјалните обраќања некаде кога треба да се представам, да се повикам на титулата, го користам тоа неговото високо преосвещенство, митрополитот Европски господин Пимен. Меѓутоа, уште од монашки денови кога првите чекори кои сме ги правили тука во Струмица и првите контакти што сме ги имале конкретно и со вас, биле на ниво на отец Пимен. Отец Пимен. И потоа, значи, остана тоа некако се брендира тоа име отец Пимен и потоа и на социјалните мрежи остана да биде како отец Пимен и мене воопшто не ми пречи тоа. Значи може овој разговор да го некој човек водиме ми се обрати со отец Пимен, затоа што и јас го користам тоа име. И јас ако треба да се јавам некаде понеофицијално се представам отец Пимен на телефон. Значи не патито тоа да ви се обрекат со Ваше високо преосвещенство. Никаков. Суштината на тоа отец е од можноста што ни се дава со добивањето на свештениот чин да бидеме отци, односно да бидеме татковци на духовните чеда наши. И од таму произлегува тоа. А после тоа народски го имаме и тоа мислам дека само во нашата црква, евентуално ни Србија и Црна Гора, дури и со дедо да му се обраќаат на владите, онака како не издржано, но сепак да се разликува таа духовна старост повеќе, да се нагласи од свештеникот на кој му се обраќаме со отец. Станува збор за духовна старост, не за човечка старост, бидејќи малку ми е незгодно јас да ви се обраќам со дедо помлад од мене. Вака, според каноните на православната црква, значи најниска возраст на која што може да се прими епископскиот владичкиот чин е 30 години. И јас на 33 години и 364 дена станав владика, така да од тие 34 години натаму јас сум можел да бидам и тоа дедо. Така. Но одите на таму. Ја поминавте таа старосна граница од 50 години. Да, така отворена е. Времето брзо си оди, нели? Па еве, беше вчера дека седевме во манастир на Трпез, затоа се спомнувавме за почетоците на монаштвото и така натаму. И навраќајќи се на почетоците, испаѓа дека веќе следниот месец, во месец мај, полнам 25 години од моето доаѓање во Водочи, во Струмичкиот манастир. А сте родени во кој месец? Јас сум во октомври. Во октомври, добро. Значи, 25 години монах, така? Пола живот. Малку помалку од тоа. Добро. Се наоѓаме во великденскиот пост. Вие обично неколку години наназад тој великденски пост го минувате во манастирите во Струмица. Зошто токму во Струмица? Па не неколку години наназад, туку сите оние години откако сум владика на Македонската православна црква, бидејќи сум во постојани патувања поради потребите на епархијата и така натаму. Така ги најавувам, значи секоја година пред прочка им најавувам на отците и на сите црковни одбори дека ќе го искористам тоа време за повлекување и во тој период се исклучувам од социјални мрежи, се исклучувам од имам еден посебен број кој го знаат од канцеларија и така некои поблиски луѓе со кои што морам постојано да одам во комуникација. Инаку
Тоа е периодот на кој што сакам да се го посветам за себе, затоа што сите оние патувања, сите оние постојани среќавања и со црковни, со световни власти, и со еден куп луѓе кои едни се радуваат на твоето доаѓање, други не годуваат на доаѓањето и така натаму. Сето тоа истрошува и навистина на човек му е потребно да се врати, а враќањето му е онаму за каде што сум и тргнал. Бидејќи идејата... А струмица, значи, да? Па идејата е секогаш со доаѓањето во манастир да се умре за светот и да се роди една нова охристовена личност. Оттаму и доаѓа и менувањето на имињата, да речеме, затоа што се раѓаме како нови луѓе. И идејата на монаштвото е умирање за светот. Меѓутоа, за жал, не многу од оние први генерации на монаштвото успеавме да ги оживаме тие благодети на откажувањето од светот и живењето на еден вистински монашки живот, затоа што во прво време, само што стигнавме како монаси во Струмица, беше онаа кампања, се сеќавате, кога не обвинуваа за се и се што, за неморал, за разврат, за убиства и не знам за што и се што не. Така да... Беше тоа ново во земјава. Да, така беше тоа. И тоа се случи, тоа еден оркестриран напад, да речеме, од тие малку медиуми што ги имаше Македонија како независна држава. Но имаше, меѓу кои секако и телевизија ВИС, беше секојаш на наша страна, во наша одбрана и оттаму и почна тоа сите оние пријателски настроени што беа медиуми кон нас, во тоа време ни дадоа многу простор како монаси, за да ја кажеме нашата приказка, да не биде еднострана информираност кон народот и да останеме секојаш под тие обвинувања и тие клевети кои што се фрлаа врз нас. Се сеќавам јас на тие моменти кога во нашето студио, во нашата телевизија гостуваше честопати господин Наум, митрополитот Струмички. Зборувавме на тие теми и со него се разбира беа тоа интересни времиња. И вие доаѓаште тогаш заедно со него, бевте негов придружник. Сега ми е задоволство што еве конечно имам можност да поразговарам со вас, бидејќи тие разговори пред Великден редовно ги правиме овде. Ајде малку за постот. Кој е вистинското значење на постот? Што е она што треба верниците да го знаат за постот? Постот има две димензии. Така? И телесна и духовна. И обично под пости народот повеќе се врзува за оној телесен пост и многу им е полесно на луѓето да пристапат кон реализација на телесниот пост, што значи воздржување првенствено од храна и така и најчесто го доживуваат луѓето како воздржување од храна, но тоа не е само воздржување од храна, туку воопшто е воздржување од секое лошо дело, од секоја лоша помисла, од секој лош збор. И телесниот пост треба да ни помогне за ние да исчеличиме нашата волја и така ја кнеќе нашата волја, кнеќе го нашиот дух, да можеме да одолееме на сите оние искушенија што налетуваат на нас во текот на постите. И секако треба да го знаеме тоа, дека искушенијата во постот не се повлекуваат, туку се зголемуваат. Еве, и секој кој го прочитал Светото писмо знае дека Христос оние 3 големи искушенија кои му се нудели ги имал токму во време на оние 40 дена додека постел во пустињата. Така и со нас, со секој човек не треба да се лажем дека со постот всушност ќе успееме да избегаме од ова, не е тоа некој блиндиран простор, не навлегуваме ниво во кој што не може да навлезат искушенијата со нас. Напротив, треба да бидеме и спремни да се соочиме со сите оние искушенија кои ќе наидат во текот на постите, со тоа што и отците на црквата од своје искуство го зборуваат тоа, го најавуваат тоа, дека колку е поголема благодата, толку се поголеми и искушенијата, затоа што Господ секогаш ни дава
кави искушенија колку што можеме да носиме. И секолкава ни е поголема благодатта од тој телесен пост и од тоа воздржување во кој што го јакнеме духот, нормално е да имаме и поголеми искушенија. Но нешто што треба, значи рековме за црквата премудро го устроила тој период на влегување во постите и особено пред Велигденскиот пост како најважен пост што го има во православната црква и пред почетокот на постите, значи пред прочка, ни се даваат во црковниот распоред на богослужбите во неделите, неколку недели пред почетокот на постите, пред доаѓање на прочка, ни се даваат примери од Евангелието, за тоа да се поучиме ние како треба да се прилагодуваме на постите, што е најпрвен неопходно да го направиме. И затоа имаме неделата на Митарот и Фарисејот, односно Митарот и Цариникот, во кој што се опишува покајничкиот дух на овој Цариникот или Митарот, како што е наречен во Светото писмо, во кој што тој го живее своето покаяние, го чувствува својот грев и сака да го отфрли од себе, со тоа што нема смелост ни да погледне кон небесата. И од друга страна го имаме, и затоа ни се дава тој пример за да се научиме да се каеме за тоа и полека да се подготвуваме за постот. Од друга страна го имаме примерот на Фарисеот, на старозаветниот свештеник, кој што е полн со себе, кој што му благодари на Бога за сето тоа што го има постигнато, меѓутоа го презира покајанието на овој другиот кој се моли и вика: ти благодарам Господи што не сум како овој. И затоа ни се даваат тие примери на кои што се поучуваме и од едниот и од другиот, и од добриот пример и од лошиот. Потоа имаме недела посветена на блудниот син, на синот кој што го добил богатството од својот татко, неговиот дел и заминал по светот развратно поминувајќи го својот дел од својот живот, за во еден момент кога ќе го истроши сето тоа, кога ќе види дека нема никаква корист од материјалното, да дојде до таа ситуација да се покае повторно во себе и да каже дека еве барем можам да се вратам кај мојот татко и да работам како обичен работник, зашто не сум веќе достоен да се нарекувам негов син. И затоа не се дава и тој пример за да се поучиме од тоа дека колку и да се оддалечиме од нашиот Господ Бог, дека секогаш има место за нас и дека радоста на Отецот наш небесен ќе биде голема онаква како што е радоста на таткото на овој блуден син кој кога се враќа неговиот син го прегрнува и повторно го враќа на достоинството на негов син и кој е награден за сето тоа. Потоа не се дава веќе и месопусната недела, да речем во која што го отпуштаме месото од нашата исхрана, за не само духовното, кој телесно да почнеме да се подготвуваме за да не дојде еден голем шок на организмот и веќе од следната недела се почнува и со телесниот пост, а претходно, значи поучувајќи се нови примери, земајќи примери, будејќи го во нас нашето покаяние, на прочка се помируваме секој со секого, значи секој треба од секого да побара прошка, но и да ја даде таа прошка. И веќе од тој момент кој ќе се измириме со секого, се измируваме и самите со себе, се измируваме со Бога и влегуваме во тие 49 дена од телесниот пост. Потоа и низ тие 49 дена секоја недела сепак се спомнуваме за некој настан или за некоја личност од црковниот живот, за повторно да се укрепиме поучувајќи се на примерите да речеме на учители кои што го систематизирали учењето на црквата, на оние неустрашливи борци кои се бореле за православната вера да победи на сите оние собори низ кои што минувала и историски, на кои што се утврдувало догматското учење, па потоа да се поучиме и на личностите како Марија Египетска, која е пример за покаяние од женска страна, на светиот Јован Лествичен кој го собирал искуството на монасите од повеќе манастири за да ни состави една книга Лествица или Скалила, која што е пример за тоа како монасите степен по степен, скалила по скалила треба да стигнат до крајот на својот живот, односно да го предадат животот
да стигнат до Царството Небесно и таму да се преселат во вечниот живот. Колку и да е тежок, еве во наводници ќе го ставам ова, тој телесен пост во трајање од 49 дена, веројатно на нашите верници многу потешко ќе им падне оној духовен пост. Оти помалку е дискутабилно прашањето како ние ќе оцениме дали сме духовно нечисти за да се прочистиме, ако сме нечисти тешко ќе дојдеме до сознанието дека сме такви. Па да, затоа и реков дека ни се даваат тие примери, црквата постојано повикува на тој покајнички дух. И сега кога ќе најдеме барем нешто во себе, тогаш е многу потребно да пристапиме и кон оној дополнителен момент што ни го олеснува постот, тоа е исповед. Значи преку исповета ние остваруваме контакт со нашиот духовен отец и полека ја отвараме нашата душа и изнесуваме се она што ни смета, се она што ни е грев. И сега прашање за тоа што све е грев. Меѓутоа може да се каже дека грев е се она како што не би постапил Христос кога би бил на наше место. Ние треба да постапуваме онака како што потенцијално Христос би постапил во некоја прилика. Ако знаеме дека во разговор наш со некој пријател разговараме како со Христос, тој никош нема да се дозволиме да го навредиме, тој нема да се дозволиме да го омаловажиме или било што. Но ако постапуваме поинаку, тогаш значи сето тоа е греф и сето тоа ни тежи на нашата душа. И во прв момент, значи кој ќе му се спомне на човек исповед, буди различни асоциации. Некои луѓе се спремни да дојдат све да ти кажем, меѓутоа да не чувствува покаяние за тоа што го направил. Повеќе може да го свати како да е повика на еден информативен разговор кај што се треба да признае, но суштината е не само да кажеме што сме повредиле некако во животот и во што све се разликуваме од Христа. И тоа да го кажеме со едно покаяние. А плодот на покаянието пак треба да биде нашата борба за да не го повториме она што сме го направиле. Невозможно е да живееш да не грешиш, но секојаш имаме таа можност за повторно раѓање преку покаянието. Нужно е во секој случај да изградиме еден Божи храм во нашите души, во нашите срца, ако сме подготвени тоа да го направиме и дури ако помислиме дека сме го изградиле тој храм, мора да се запрашаме колку ние сме го зачистиле тоа место кај што го градиме тој храм, бидејќи храмовите се градат на убави, угледни, убави места, чисти места. Се согласувате, нели? Да, секако. Па така и самиот Христос преку Светото писмо не поучува дека ние сме Божи храм. Така. И онака како што потенцијално треба да се грижиме за црквата да биде убаво уредена и чистена секојаш, така треба да биде и нашата душа чиста и уредена, затоа што нашето тело е храм на Светиот Дух, кој го примаме во моментот на крштението. И тоа никош ние не можеме да ја затрупаме комплетно таа благодат што ја добиваме на крштението. Се споредува од светите отци на црквата тоа како еден бунар кој е исполнет со вода, меѓутоа кој занемерувајќи го знаеме да го затрупаме со секаков вид на ѓубре и тој веќе да не можеме да не употребиме, да не можеме да ја користиме таа вода, но преку покаянието, преку исповедта и очистувањето на душата, срцето и умот, таа вода повторно би бликнала како еден благодатен извор на тоа. Затоа и сме повикани постојано да живееме во таа будност и таа чистота на... Многумина од верниците честопати се прашуваат дали морам да го постам целиот пост од 49 дена или може само последната седмица или само 2 седмици. Ништо не мораме да правиме во животот. Нели вика свети апостол Павле во една од своите посланици, викаме се ми е
дозволено, но не ми е се од корист. Така да ние имаме таа слобода како еден дар од Бога за да ја прекршиме, да не ја почитуваме таа слобода, можеме да ја искористиме за да бидеме со Бога, да бидеме без Бога или да бидеме и против Бога. Така да ја имаме нашата слобода и се наше сепак колку ќе правиме. Значи не е заповед, не е обврска, ние не сме црквата извршна власт па да го наредиме тој да имаме можност да проверуваме кој пости. Не, сепак тоа е право на секој човек да одлучи како ќе пости или колку ќе пости или дали воопшто ќе се обиде да пости. Наше е да дадеме насоки како тоа треба да изгледа. Еве во календарчињата што ги подготвуваме како Македонска православна црква, стои правилото на секој пост. Потоа имаме доста изданија во кои што печатени, во кои што објаснуваме кои се правилата на постот. На интернет може да се најдете еден куп типици по тоа како се пости и во кои денови може да биде разрешено се. Меѓутоа, секогаш станува збор за она што е објавено, секогаш станува збор за најстрогиот облик на постот по кој што се држат монасите во црквата. Меѓутоа, и луѓе доколку имаат сила да го направат тоа, може да го направат. Меѓутоа имаме и таа слобода, секогаш во разговорите, затоа и меѓу другото, она што кога доаѓаме на исповед кај нашиот духовен отец, не само што ја очистуваме душата, туку и едноставно стануваме блиски со него, така да му ја доверуваме цело наш интим, кажуваме колку имаме можност, колкава ни е силата. Преку тоа се знае, значи, дали човек што работи, дали неговата работа може да му дозволи да го држи тој најстрогиот облик на постите или ќе му се ублажи во зависност од тежината на неговото работно место. Потоа човек здрав, разболен, почетник, човек кога почнува да пости, ја нема истата сила и не е навикнат на тоа и човек што веќе со години пости. Млад, стар човек, значи како стареат луѓето, полека се усогласуваме со советите на лекарите кои што им препорачуваат по зависност од нивната болест, дали треба да им се разреши уште на нешто, да апчињата да ги испеат, ако ништо друго со јогурт и така натаму ради тежината, да не се направи дополнителен проблем. И сето тоа е прашање на договор со нашиот духовен отец кој знае тие правила да ги прилагоди полека на нашата сила. И исто така и време траењето. Значи не само интензитетот колкав ќе биде и од што све ќе се одрекуваме во тие време, туку и еве никош не доцна секојаш човек да дојде и да праша може ли од утре. Нека и последниот ден. Или нека дојде, нека се причисли на Великден, ако воопшто не постои, ако планира, веќе понатаму да го земе тој благодатен јарем на постоењето и да влезе во црковниот духовен живот. Иако е, значи, убаво да се, или нужно е, да кажеме, да се прочистиме и телесно и духовно, сепак непостоењето не е грев. Или дури ако е грев, тоа е лесно се простува, така? Па, значи, реков, не е обврска. Човек сам избира дали ќе го направи тоа или не. Меѓутоа, еден ден, ако се обрати кон Господ, тогаш ќе го почувствува тоа дека му е греф и ќе го исповеда и ќе гледа да го поправи во видење. Кога сме кај постите и кај Великденскиот пост, слушнав дека подготвувате книга на таа тема. Дали е тоа така? Книгата е подготвена од минатата година. Минатата година додека бев тука, започнав со пишување на еден, повеќе би рекол, дневник за сите оние 49 дена, почнувајќи од прочка 50, заклучено со Великден 50 дена. Значи, од денот на моето доаѓање во манастир и тука секој ден го опишуваш своето доживување во текот на тие после први оние 3 дена во кои што тримирските дена во кои што се воздржуваме воопшто од вкусување на било каква храна, дури и вода. И како поминува човек... Сирна недела, така ја нарекуваат, нели? Да. Значи, сите тие денови, потоа објаснувајќи ги празниците, значењето на секоја од неделите, во спомнувањето на светители, значи,
сеќавање на почетните денови. Се и се што има во таа книга, значи како едни размислувања за секој ден од Великиот пост. Книгата се вика Пост и Параклис. Како? Пост и Параклис. Супер. Затоа што богослужбите во тек на постот во главном ги правиме во монашкиот дел, во монашкиот двер, каде што имаме еден параклис посветен на Свети Антони и оците од пустињата и некако сум сентиментално многу врзан со тој параклис и често го споменувам во... Значи, конкретен параклис. Јас помислив пост и параклис во душата, да кажеме. Не, се однесува на токму тој, затоа што Така. поголем дел од текстовите се врзани со секојдневието што ни се случува во тек на богослужбите во тој параклис. Книгата е подготвена, затворена за печат и веројатно наскоро, можеби во тек на месец мај, верувам дека ќе биде објавена. Оваа година веќе нешто друго подготвам. Малце сум поспор со работата отколку лани, понепродуктивен отколку лани. За годинава еве така. Ќе откриеме ли за што станува збор? Тоа е ново? Да, може слободно. Има многу толкувања на неделни проповеди кои се користат врз основа на Евангелието што се чита за време на литургијата и има и митрополитот Струмички напишано еден подсетник за тоа како треба да се размислува при толкувањето. Овдека покрај моето ќе би најавил дека го наговорам и епископот Стобиски Јаков тука да ги собере сите оние негови прекрасни беседи што ги одржува во тек на сите празници, особено неделните, зашто навистина може човек да се поучи од тоа. Но сите тие се, ке речем, повторно некако врзани со толкувањето на Евангелието. А додека исто така се чита и дел од апостолот, од посланиците на апостолите, пред читањето на Евангелието и некако не сум сретнал, барем јас, можеби и го има тоа некаде, и еден вид на размислувања, толкувања и проповеди врзани за текстот на апостолот, што се чита во така. И имам испишани неколку, меѓутоа каснам со работа, веројатно ќе треба тоа и надвор од постите и ќе причекаме за тоа се вратам ново, повторно да го види белото ден, видело, но пред тоа ќе причекаме да излезе Пост и Параклис и се надевам дека еве една од промоциите на таа книга ќе се случи токму во Струмица. Размислувате ли нешто во таа насока? Тоа секако, значи Струмица ми е некако мојот втор град по близкост, кој го чувствувам како мој, бидејќи добар дел од животот поминав тука и сум се вложил во и градењето на манастирите тука, кога беше, значи, со митрополит Струмички, како на една прва, втора генерација кои што дојдовме. Навистина сериозно се вложивме сите тие наши генерации во градењето на манастирите, но не само на тоа, туку и воопшто на градење на духовниот живот овдека, но секако и градење на еден куп на пријателства со луѓе кои што без разлика дали се тие преку црква или онака најчовечки се одржуваат и навистина јас сум секојаш многу среќен кога доаѓам во Струмица. Ако слушате идејата за промоција во Струмица, еве јас сум иницијаторот, еве јас се пријавувам да кажеме во еден дел на таа промоција да прочитам делови од книгата. Благодарам и ќе ми значи тоа секако. Така, добро. И кога се случуваше промоција на книгата Патувајки, во тие неколку промоции што се направија беше една во и тргнавме од Ресен како мој роден крај. Потоа се направи убава голема промоција во Скопје и имаше уште 3-4 градови кои задолжително беше и Струмица, така да Струмица секојаш ќе биде во план, затоа што всушност не е само тоа промоција на книга, туку промоција на
начин на живење во Струмица, на објект кој се наоѓа во Струмица, тоа и секако ќе биде врзано тоа. Одлично. Добро, ајде да свртиме страница од постот да одиме на празникот. Великден, се наближува Великден. Јас кога и да зборувам на таа тема, мојот соговорник секогаш е прашуван од моја страна за значењето на Великден и споредба со Божи. Кој е поголем празник, нели? Никогаш не го пропуштам тоа. Од проста причина што, нели, тие што велат дека Великден е најголемиот празник во православието, во христијанството, поради тоа што се случува чудо на чудата, заради тоа што Исус Христос со смртта ја победил и дека тоа сепак празник на животот, нели? Од друга страна, оние кои се за Божи како поголем празник, велат не може некој да воскресне ако пред тоа не се роди. Што вели отец Пимен? Секако дека не може да воскресне некој што не се родил и што не вкусил смрт. Така. Меѓутоа, почетокот, вели тропарот, почеток на нашето спасение е моментот кога благовештението, кога ангелот ти соопштува на Богородица, кога таа, користејќи нејзината слобода, му возвраќа амин, нека биде Божјата волја, тогаш зачнува Христос, и тоа е, затоа викаме, тоа е почеток на нашето спасение, за потоа да се роди Христос и да донесе на радост на земјата, измирување на небото и земјата, и Христос преку Богородица се симнува како по скала за ние да можеме да се искачеме на небесата. Затоа е само првиот дел од ова, секако дека е многу значајно тоа што Христос, Господ се помирува со луѓето. Господ не го простува гревот на првороден, на нашите прародители Адам и Ева, направени уште во Еденската градина во рајот, и го праќа својот единороден син на земјата за да се роди меѓу нас, најспирено да поживее, да не поучи на сето тоа, но попусто би било се тоа ние да ја примеме сета таа спасителна наука од Христос и да се поучиме на неговото смирение и да го следиме, да го засакаме или да го замразиме, како што луѓе го направиле тоа своевремено и денеска повторно сме тие луѓето или што го сакаме, или што го мразиме, или што го игнорираме Христа. Меѓутоа смислата на нашето христијанско постоење на земјата е стигнувањето во Царството Небесно. Односно да, и затоа се радуваме и најголем христијански празник ни е Великден, односно Воскресението Христово, затоа што со тоа ни се дава можност нас за повторно враќање во рајот и живење живот вечен. Не сме епизодисти на земјата за да бидеме срекни со тоа што еве сме се родиле и сме поживееле колку некој можеби не поживеел ни неколку часа од своето раѓање, некој доживуваат и подлабока старост, еве нека биде тоа и 10 век. Но што од сето тоа ако ние немаме надежта, верата и смислата на воскресението, дека со сето она што сме го правили, сите они воздржанија што сме ги правиле во животот, што на моменти можеби сме изгледали глупи и смешни во очите на некои луѓе што се надвор од црквата, конкретно за постите. Човекот се изнасме затоа што се лишуваш од храна и од разни земни удобства, но сето тоа ти не го прави за да биде славен меѓу луѓето или за да ја врати старата килажа. Туку смислата на тоа е да се подготвиме, да се удостоиме, да се уподобиме на сите оние примери кои ни ги дава црквата, да се уподобиме на Богородица и на Христос на крајот на криштата, да бидеме совршени како што е совршен нашиот Отец Небесен, за да можеме да наследиме живот вечен. Така. А без воскресението ќе немавме таа можност да живееме живот вечен. Останува да се надеваме дека здрави и живи ќе го дочекаме Великден и Дај Боже. Со задоволство ќе ја чуеме повторно на вест Христос воскресе, за да возвратиме со вистина воскресе. Нека ни е за многу години, нели, такото празнување. Оно што ме интересира, велите секоја година постите ги терате во Струмица или во Струмичките манастири. Нели ви се лутат верниците во Европа, бидејќи сте сепак митрополит европски? И оно што ме интересира, порано бевте западноевропски, зошто се сега европски?
Значи ли тоа дека имате влијание во источните земји, да кажеме во Чешка, во Словачка и така натаму? Вака, значи, кога е формирана Европската епархија 94-та година и кога е избран за прв надлежен архиерей митрополитот Горас, Бог да го прости. Беше по-струмички. Да, титулата му беше за Западна Европа. Но подоцна отпаднала, така да јас никош не ја ни наследив таа титула западноевропски, туку се Европска епархија за Европа и односно титулата моја е Европски митрополит. Едноставно, веќе што е запад, што е исток, малку е и тоа дискутабилно. Дискутабилно, така. Ние имаме организации од наши црковни заедници, наши црковни општини, од Сплит најужно, па негде до Гетеборг најсеверно, најзападно е Лондон, а најисточно може би му дошло некаде, може би Виена. Југот на Италија, или може би? Немаме на југот на Италија, повеќе нашите луѓе се сконцентрирани во северниот дел на Италија. Пјаченца, Милано, така. Така. Пјаченца популарната, тука нема кој не ја знае во Струмижани особено. Така. Добро. Потоа имаме дел наши луѓе кои што се во уште малце посеверно во Пиемонте, во близен на Торино, каде што ни е другата црковна општина во Неиве. Па ги имаме нашите дури на Доломитите, горе Болцано, Мерано и така натаму. И нешто ги имаме во близина на Венеција, во регионот Венето. И сегде, да речеме така, се трудиме. Сега да се вратиме дали не ви се лутат верниците од Европа, што еве после ги вадите, или ќе им се приклучите за празниците? Тоа секако. Така? Значи, еве ке па може би нови беше вака, овие дена беше одлуката за моје поставување за администратор на Европската епархија пред 16 години во 2006 година и од тогаш како надлежен архиерей на епархијата сум во постојано движење, постојано патување. Ретко се случува да врзам нешто повеќе од месец дена во Македонија, освен летниот период кога што некако сме сите на некој колективен одмор. Свештениците се доаѓаат, тогаш се договараме. А отеша во мами. Да. И тоа е период за пречекување на гости, кога цело време патуваш, нормално е во тој период да те посетуваат луѓе, да се возврати тоа гостопримство, а за време на овие пости секогаш им јавам, значи тоа не е некој непишан договор со сите оние верници од мојата црковна општина, свештенството, сите оние луѓе кои што се вклучени во црковните одбори, го знаат тоа дека овие првите 3-4 недели од постите ги користам за себе, тогаш може би забележале некои од луѓето што ќе го гледаат ова интервју дека не сум активен на социјалните мрежи, го исклучувам на мојот личен мобилен број, така користам некој алтернативен број колку за итни случаи, нешто ако треба да се интервенира. И тоа се денови кои ги посветувам на мене, зашто навистина треба. Човек се троши во сите оние патувања, тоа е сериозна километража, тоа се сериозни средби со луѓе, некогаш на сите тие патувања, колку и да си изморен, на смевката на луѓето кои ќе те видат, кои ќе стигнеш во нивната црковна општина, тие враќа силата, но некогаш па доаѓаш со цел еден елан за нешто направиш и кога ќе најдеш на недоразбирање со некои вреѓање и плуќање и така натаму, се случува, се нормално, луѓе сме и секој има таа слобода секому да каже нешто, но еве, се случува и тоа, и сето тоа троши. Која црква ќе вртите годинава? И во која црква или пред кои верници ќе обзнаните радосната вест? Па ова година ќе бидам во западниот дел на Германија, таму имаме една поголема концентрација на црковни општини и ќе бидам во целиот тој циклус на богослужење ќе биде врзан со тие неколку црковни општини, така да на Велики четврток
читањето на 12 страдална Евангелија ќе биде во Дортмунд, каде што веќе имаме нов храм во изградба и ќе бидеме во таа црква, за потоа веќе следниот ден оплакувањето Христово да го направиме во црковната општина Свети Никола во Мајнц. За самото Христово воскресение ќе биде во црковната општина Свети Спас во Лацен во Ханофер. И веќе другиот ден на Пладне, она што го нарекуваме ние второ воскресение, односно богослужбата, вечерната богослужба што се служи со читањето на Евангелие на различни јазици ќе биде во Дизелдорф. Добро. Убаво е што сега има храмови, православни македонски храмови во Западна Европа. Знам дека пред 25 години немаше ниту еден таков. Јас се сеќам дека сум бил и псал во една црква токму на Великден, на поп Мите Крцак му бев псал. Се случи тоа во Синделфинген или Штутгарт, беше откупена католичка црква за потребите на македонската православна црква. Сега колку храмови има во Западна Европа? Во Синделфинген, мислам дека се уште користим истата таа црква, Истата, таа католичка, на протестантската црква. А протестантска, така? Во Синделфинген. Ако зборуваме за истата од пред 20 години. Меѓутоа мислам дека е истата. Не е важно. Затоа што имаме разбирање и добра соработка со старешината на таа црква и не се отстапува секогаш по потреба. Па имаше една изградена црква почетокот на 80-тите години во Гетеборг. Таа што потоа во еден период се запали па преправена. Таа беше првиот изграден македонски храм во Европа воопшто. Во Малме имаше купено една куќа која беше преуредена во црква, која функционираше доста години, преку која успеавме да го собереме народот и да имаме постојан свештеник таму и сега да имаме веќе изградена и комплетно ставена во употреба и осветена нова црква таму. И потоа следуваше тој некако тој бран на почнување на градење на наши цркви и имаме неколку наши изградени цркви, значи во Тринген во Швајцарија. Тоа е веќе остана уште фреско живописот да се доправи во таа црква што е почнат. Исто така во Мајнц во Германија наша изградена црква. Во Загреб сме веќе преселени, но се уште немаме направено осветување, затоа што чекаме да се докомплетираме со иконостасот кој треба да се монтира веќе можеби до крај на овој месец и да се продолжи со фреско живопис. Потоа имаме изграден наш параклис во Берлин, веќе сме во постапка за добивање на градежна дозвола да можеме да изградиме поголем храм, затоа што го имаме веќе простор неодамна купен. И сега се сногем на други места сме откупиле, да речеме во Дортмунд имавме купено протестантска црква која долги години користевме, па сега веќе во дворот се прави наш храм, а тоа ќе биде веќе помошна просторија во која што ќе можеме да се Убаво е тоа што се градат цркви, но работите ли како прв човек на Европската епархија на обединување на верниците? Јас сум бил сведок во Западна Европа, кога таму скоро во секој град, вие знаете, има и црковна општина, има и македонски клуб. И скоро секаде членовите на црковната општина и членовите на клубот се раскарани. Особено председателите. Не знам дали се согласувате со мене. И кога се прави Великден, да кажеме, во Синделфинген, и кога ја кружиме, нели, црквата наполно, тие од клубот не доаѓаат. Ја имаше тој антагонизам помеѓу црквите и клубовите, го имаше доста време. Сега многу мал број на клубови останаа, значи многу од клубовите прекинаа својата дејност. И веќе имам и други генерации на ново дојдени македонци кои не ги наследија таа раскараност, да речем. Во Швајцарија се уште ги имаме неколку клубови кои функционираат, со кои сепак наоѓаме
некој разбереме. Во прв момент кога одлучивме да направиме црковна општина во француските кантони, некако го имаше тој отпор затоа што мисле дека ќе му бидеме конкуренција. Но потоа после неколку седнувања и сериозни разговори и објаснување на нашата дејност која ќе биде, се види дека нити се повторуваме, нити се поклопуваме со ова, дека сите работиме една иста работа, сите ние да го обединиме народот и да му дадеме се она што му треба. Колку сте задоволни од таа комуникација што имате со верниците? Може ли повеќе? А може секогаш може повеќе, но фала му на Бога одиме добро. Значи на почетокот кога презадов јас епархијата, имаше 4 активни свештеници во епархијата кои што не може да постигнат се секаде, управува со црковните општини, управува цивилни лица како председатели и одбори на тие црковни општини, и денеска ги имаме ние, не дека сме ми укинале улогата на тие црковни одбори, затоа што тие се основната клетка што треба да соберат народ. Меѓутоа, ни сиве овие години успеавме да стигнеме до една бројка од веќе 20 активни свештеници во епархијата, и сето тоа ми возможува мене да бидам малку, можеби веќе нормално и со годините, како и да ќе морам да се скратат тие патувања, но комуникацијата ми останува преку свештениците, затоа што свештеникот секогаш функционира. Да, со порано не беше благослов така, на мора свештениците. свештеници од Македонија да патуваат. Да, и тоа беше многу понапорно. Значи, Така. кога ќе патуваш, одиш да се сретне со црковен одбор, па се убедуваш што треба да се прави, како кај се гледаме, колку треба да бидеме ова, зошто ви ги нема младите луѓе во црквата, зошто за не сите тие патувања да ги сретнеш тие најпрви на втората генерација на родени таму луѓе, потоа и онаа генерација да се активира која што замине во емиграција почетокот на 90-тите години со распаѓањето на Југославија и раѓањето на независноста. Кај нас генерации да се соберат околу црквата, за сега да бидеме веќе спремни за овој последен бран на емиграција што да го сретнеме. Таму и да му дадеме услови за да може да се чувствува колку толку како дома. Добро. Европската епархија, зборувавме за постот, зборувавме за Великден. Ке ми дозволите ли малку да поразговараме на тема Отец Пимен? Ако има, зашто? Јас мислам дека дека има. Добро, има впечаток и веројатно сум во право кога велам дека Отец Пимен од сите митрополити во Македонската православна црква Охридска архиепископија е најразличен. Или се разликува од сите останати. Го правите ли тоа за да бидете единствен, или го правите различни се заради тоа што сте различни по природа? Па, секако дека ништо во црква да не смееме да правиме за наша лична слава, за правење идол или слика од нешта. Но од секогаш ме фасцинирал, значи уште од моето прво читање на Светото писмо, кога сум се запознал со Светото писмо, многу ми остави впечаток едни зборови на Светиот апостол Павле, кој што вели: на сите им бев се, та на некој начин да ги придобијам. И тоа ми е мото мене во мојот духовен живот, секогаш да се трудам да допрам до секој човек, колку и да е различен од мене, за да можеме да седнеме, да поразговараме. Затоа што сметам дека е многу лошо тоа да бидеме обскружени цело време само со едни луѓе кои што можеби гледаат некаква не само заштита и некоја корис, некој интерес во сите нас, и да бидеш обкружен постојано со луѓе кои ќе ти ласкаат, кои ќе те поддржуваат, затоа што очекуваат нешто повратно од сето тоа. И тоа што те прават да живееш во едно стаклено звоно, во еден свет во кој што и самиот почнеш да си веруваш дека ти си најдобриот. И затоа имам јас таа отвореност, и пред да бидат тие социјални мрежи, значи да не испадне дека сум се прославил јас благодарение на тоа, како што спомнавте, во сите 25 години колку пати сме се среќавале во Струмица по разни основи, значи на разни настани, дали биле тоа црковни настани, дали биле тоа културни настани, дали биле
и политички настани, можеби некој сме се сретнале, таму сум седнувал со секој човек за да поразговарам, сум бил Без отворен разлика на неговата за политичка секого. опција. Да, не само политичка опција, туку и верска определеност на крај на краиштата на човекот, без да огледа на неговиот социјален статус во општеството, дали е тоа богат или сиромашен. Значи, секој сум сакал да бидам со секого. Колку тоа и да изморува, колку пати некојаш и да излезеш повреден од сето тоа, колку пати да бидеш наклеветен за се и се што поради тие, но си го одбрал тој животен пат и тоа ќе се тера. И во мојата пристапна беседа како владика, кога беше во Охрид во 2005 година, ги споменувам токму овие зборови на Свети апостол Павле, дека ќе се трудам секогаш да се држам до тие зборови и постојано се молам на Бога да ме очува на тој пат, да не ме направи некако да ме измори сето тоа и да се повлечам од сето тоа и да потонам во сивилото на крај. Така. Според она што го имаат гледачите приложено на своите екрани во моментов, поголема е веројатност вам да ви влезе влакно во устата отколку мене. Не, јас немам брат. Но и покрај тоа, Отец Пимен нема влакно на јазикот. Секогаш сте тука на социјалните мрежи да дадете свое мислење, свој став, да пренесете нешто поодредено, важно прашање и така натаму. Велат, Отец Пимен е единствениот од Светиот Синот кој има своја Facebook страна, или Отец Пимен од Facebook. Така ли е? Да. Ви прави тоа задоволство или го правите тоа за само реклама? Веројатно не. Па не, најпрви кога се појави Фејсбукот, јас бев изричито против тоа. Некако мислев дека тоа тако беше моето сваќање во тоа време, дека тоа е некако споделување на приватноста со луѓе. Не го сметав тоа за некако многу паметна работа, дека е тоа. Но затоа што сме епархија која е растурена, за која што не може камбаната да не собере сите. Штета. И сме толку штаркани по светот и сите црковни општини некако почнаа да отворат своји црковни страници за да може да ги информираат луѓето кога ќе има богослужба, како ќе биде сето тоа организирано, ако треба да се направи некоја поголема акција и така натаму. И како епархија отворивме еден профил Европска епархија кој што требаше да ги координира сите тие црковни општини за да се гледа. Сепак имаше и луѓе кои што се почетници во црква кои ги пласираат информации да не сгрешат нешто па навремено да се коригира сето тоа, да не бидеме за подсмев на светот. И преку таа страница тоа пратев и понекогаш знаев и да кажам нешто. Луѓе не ни знаеа, многу малку луѓе знаеа кој стои позади таа страница за кога се случи веќе оние протести во Скопје што беа против рушењето на црквата, па потоа тоа резултираше со револт кој се истори врз општина Центар и кршење на бараките. И тогаш се обратив малку построго дека не може да бранеме црква со рушење на друг објект. Тоа некако беше момент кој што на тогашната власт испадна како да сум им бркнал во окото со прст, се почувствуваа прозвани и тоаш почна таа возврат на медиумска кампања против мене. Тога се го испромовираа тоа дека Пимен е тој што стои за таа страница и возвратно, нели, за се што ќе кажев јас има сликата со Поршето да ја објават во медиумите и така натаму. И некако почна таа социјална војна на таму, значи не ми беше идеја нити рушење на властните ништо, туку чисто да покажеме дека луѓе имаме ние како црква свој интегритет и имаме што да кажеме по однос на многу прашања, дека секогаш нема да премолчам на никој кој ја злоупотребува црквата која е пушта низ вода, упатувајќи на погрешни протести. И
така почна сето тоа, така да и траеше доста време мојата критика постојана на се она и неморал што се случува во политиката и така натаму, па бев опоменуван често за тоа дека сум се мешал во политика, јас секогаш стоев на тоа. Да, од една и страна- српајте ми ја границата кај завршува мешањето, кај завршува политиката, кај почнува црквата и јас светувам дека ниеднаш нема да ја Тешко преминам. да ве позиционираат луѓето, од една страна ве нарекуваат шарениот отец Пимен, значи како асоциација нели на шарената револуција, од друга страна го браневте на суд Бетмен, нели? Така. Дека не е виновен за учеството во протестот на 27 април и така натаму и така натаму. Дали сте вие контроверзна личност кога за вас зборуваат едни вака, други вака, па потоа ги именуваат ставовите, едни велат отец Пимен оди пеш или со велосипед, а од друга страна вели дека сте голем љубител на добрите автомобили и така натаму. Каде е тука вистината? Некаде помеѓу или? Заедно можам да кажам сигурно дека не е вистина, дека сум љубител на добри колини, кој што не сум, нити се разбирам, нити возам, нити имам желба да имам скап автомобил. Тоа е А добро да се каже. за сите оние други работи, кои како ќе процени. Значи, за жал, има луѓе кои наседнуваат на сите оние Дури ме нарекуваат еретик, безбожец и да, така натаму. Значи, има еден куп на обвинување кој како му чини. Нормално. И сега како да прави човек? Што може да прави, освен да се моли за сите тие луѓе и да му даде Господ прилика да седнеме, да се видиме со луѓе и да го разбијат тоа мислење. Значи, ако чујам клевета или било какво плукање од човек што нисум го одговарате видел, ли на тие нисум го сретнал, Така. едноставно не ти прави немир на душата. Чул Велите, нешто, прости не му, Господе, проверил. не знае што прави, а? Да, Така. чул, не проверил, поверувал во тоа негово право. Ако некоја се сретнеме, може би ќе имаме можно да јас да дознам нешто повеќе за него и зошто така размислувал и тој за мене дека не е онака како што се онака како што тој чул за мене. Но многу боли кога човек кој го се го познавал, човек на кој си му помогнал во животот, човек може би на кој животот негов и животот на неговото семејство си му го спасил во моменти кога му било најтешко, дали било тоа со духовна помош или дали било тоа со материјална и финансиска помош во времето кога бе во Струмица. Денеска те чувства како непријател затоа што ти си бил со една власт или си бил учесник на не знам какво движење или било што. Кога сме веќе тука? Има ли црква во политиката, има ли политика во црквата? Па тоа како што реков, значи нека се најде тој маж што ќе исцрта Не зборувам црвената, само за вас, воопшто. нека исцрта линијата до кај црквата може да оди во политиката или политиката да влезе во црквата. Сепак сме ние на секуларна држава, нели се водиме како секуларна држава. И знаеме дека црковната и државната власт е одвоена една од друга. Меѓутоа, од друга страна, представниците на власта секогаш се присутни на секое верско, значи не зборуваме само за во црквата, доаѓање на власта за големите празници, еве оди во католичката црква, еве и протестантската, и еврејската заедница, и муслиманската заедница кога имаат своји празници, одат и контактираат и обратно, и на секој државен настане поканет некој представник на црквата. Значи ние не сме смртни непријатели црквата и државата за да не го држиме тој контакт, го имаме тој постојан контакт. И сега како што е обврска на државата да ја контролира црквата во случај на сомнителни бизнес делки, да се пушти тука инспекција, тоа да се провери, како што беше проверката на почитувањето на мерките за време на короната. Такви се времењата, државата мора да има тој механизам за да не биде препопустлива, значи строга е кон децата во школите, строга е, не знам, кон вработените или купувачите, а треба да биде милостива кон црквата. И затоа ќе речем тоа, колку да изгледаше непопуларно и колку да изгледаше мешана на државата во црковниот живот, сепак
Мораше да го прави тоа. Така. И обратно. И обратно, значи, наша одговорност не е само да седиме ние затворени во оние 4 зида на црквата и да се обраќаме на оние 100 или 200 или 300 или еве за Великден, нека се илјадници луѓе. На кој што ќе им се обратиме, ние ќе им кажеме зашто не го користиме ние простор да го повикаме секој човек кој што не дошол во црква да се придржува до моралните вредности на црквата. И нормално е да кога било кој политичар, значи се покаже дека прави нечесни дела кои што се косат со моралот, со христијанските размислувања, да го опоменеш и да го укориш. Така. Дури еве и кога доколку се тие па толку чисти, зашто би се пронашле во една реченица кога не ги споменуваш ни по име, па да бидат потоа испровоцирани за да враќаат, употребувајќи конкретно име. И затоа ние тоа го имало од секогаш. Еве да се вратиме на почетоците на христијанството. Така. Кој е првиот човек во христијанството кој што пострадал од доаѓањето на Христос? Свети Јован Крстител. Зошто бил убиен? Затоа што на тогашната власт, на тогашниот цар го опоменал дека не е убаво да ја земе жена му на неговиот брат. Така. И поради тоа пострадал, не пострадал за верата на крај краишта. Пострадал за верата секако Свети Јован Крстител, со тоа што бил цврсто се држал до оние морални вредности кои мора да се почитуваат и не се плашил за својот живот за да опомене дека некој се движи во погрешна насока. Христа го препознале кога доаѓал на цветници во Јерусалим како политички ослободител кој ќе ги ослободи од римјаните, па народ се повикал, излегол надвор, ги постилале облеките пред него дочекувајќи како месија, за потоа некако некој да ги убеди дека не станува збор за дека тој е погрешен месија затоа што тој повикува на ослободување од гревот, а не од робството на римјаните. И за истите оние луѓе што до вчера го славели, го дочекувале како месија, да повикаат распни го. Така е, значи секогаш имаме еден куп на цареви кои не се согласувале со еретичките размислувања на ова, значи како Јован Златоуст кој бил тргнат од неговата столица затоа што помогна била државата во тоа време отколку црквата и така натаму. Така да секогаш ќе го имало и ќе го има тоа и ние не смееме да молчиме, ние не смееме да бидеме неми посматрачи на се што ни се случува, затоа што утре ќе ни се одбие и нас на глава. Така. Од тие примери е се почесте примерот на Каин Авеловското братство, братоубиството што ни се случува и кај нас и во светот. Зависта е секојаш причина за првата причина за убиство, значи братоубиството меѓу Каин и Авел, се случува токму од тоа затоа што на едниот брат е примена жртвата, сепаленица, на другиот не, од завист ја дига раката на својот брат. Така. И тоа никош нема ни да застане. Да, веројатно црквата треба овде малку повеќе да поработи на тој план, малку, не знам, да поразговара или своите миси, своите богослужби да ги насочи во таа насока, повеќе да се сакеме. Станавме обезлугени, сме многу погани по устата, по тие социјални мрежи. Дали станавме или сме били, ама не сме имале можност каде да кажеме. Никој не ни кажал. Сега гледаме, еве, вие имате Facebook страна, па гледате колку народот е, ајде да не кажем злокобен во своите коментари. Тоа е нешто што треба да нас загрижува сите нас. Согласувате? Од една страна, да, согласувам дека покажуваме колку злоба и колку некако завист имаме и на што све сме спремни и не бираме по кого и не бираме како да се истуриме врз некого целиот наш безсилата. Веројатно затоа што стануваме од ден на ден се поголеми сребролюбци. Чинам дека парите го уништуваат луѓето, го уништуваат народот, па и светот. Па генерално економијата се го движи светот и секогаш револтот на народот најногу се излива
во момент кој ќе Така. им чепнеш таа во зависност за која вие джепот. зборувате, така. Зошто едниот да има малку Значи човек повеќе може од нас. се да претрпи, ние Така, 5 века турско сме ги претрпеле многу лесно, некако. Зашто не сме имали нешто многу што да дадем, меѓутоа кога почнало да се окрупнува, дека да размислуваш за дека може нешто и поинако, тога се дигнал народ. Така, пред малку начнавте нешто околу соработката меѓу верските заедници во земјава. Тоа го правите онака, си правите лице или навистина е добра таа соработка? Еве јас ќе споделам со вас еден во пример. Јас уште како дете, во времето кога Ѓорги Калајџиев сениор, значи мојот дедо, беше псал во црквата Свети Кирил и Методи, мене како малечок ме облекува во таа бела одежда и ги носев знамињата и така, хрстот и така натаму. Подосна, веќе ви реков, бев псал во Синделфинген на отец Мите, Крцев. Од друга страна, сум водел повеќе манифестации на католичката црква, дури оној хуманитарен концерт за изградба на католичката катедрала во Струмица, Пресвета Богородица, така, успење на Пресвета Богородица, а малку фалеше, многу малку фалеше да бидам глас на аудио изданието на Куранот на македонски јазик во Македонија. Не се договоривме за некои временски дистанци што требаше да бидат исполнети. Тоа не ме прави помалку православен христијан од останатите. Каква е таа соработка помеѓу верските заедници? Па ние сме имале овде кога јас продолжувам по тој пат на тоа разбирање и контактирање со сите верски заедници многу често, затоа што и моите почетоци, да речем, во црквата беа овде во Струмица, во која што Вие заборавате една епизода само од вашата струмичка приказна, а тоа можеби најголемиот број од гледачите не го знаат, а тоа е дека отец Пимен на млади години беше и војник во Струмица, така? Точно. Тоа го прескокнувате. И Добро. во тие почетни години на развојот на монаштвото имавме гостување во Струмичкото радио и се православната, католичката црква и евангелско-методистичката црква. Имавме еден ден во неделата, мислам дека вторник беше, во кој што сите имавме некое обраќање кратко, значи затоа што успеавме да се договориме кога се правеше концептот на таа емисија. Никола Сарайлија, мислам дека беше негова идеја тоа и тој беше организаторот на сето тоа. И тога седнавме и рековме дека имаме многу работи што не разделуваат. Значи, догматските учења, ако се зафатиме за толкување на догматските учења, тогаш можеме да го збудиме повеќе народот, меѓутоа имаме нешто што моралното учење на црквата е исто кај сите три. Значи, зборуваме за еден и универзален морален кодекс кој го добиваме ние преку 10 Божји заповеди. И успеавме тука да се договориме така и секој да настапува со своји 5-10 минути со читање на житија на светиите и така натаму или некое мало толкување за нешто да се даде. И така да го имавме тој убав однос и јас останувам во тој дух, да речем, затоа што ништо лошо не сум видел таа ширина доколку ја имаш и со ова. Понатаму доаѓам од град во кој што имаме со години ние муслиманско население, особено на турско население кое што е во градот, кој се староседелци со кој што си разменуваме за секој празник, ние носиме јајца и благо некое по турските семејства, да и обратно кога е бајрам ти ни носат баклава. И има една кога си честитаат било кој празник, еве на пример кој Великден, кој ќе каже за многу години комшија и другиот одговора амин со сите вас. Така да, а потоа и епархијата во која што функционирам, да речем, кога се трудам да го соберам целиот народ, не е толку мокна организација за да можеме ние да
во старт да изградиме нешто наше и да бидеме независни од било кој. И затоа во почеток, значи кога се појавуваат тие идеи, разговараме со католичка или со протестантска црква, за да не изнајмат некоја просторија од време на време, за потоа веќе ако испадне ситуација да ја откупиме или да почнеме да градиме нешто наше, заблагодарувајќи им се за дотогашниот ангажман. И еве во Македонија, да речем, имаме некои искрени односи, меѓутоа повеќе се на ниво на лични пријателства, ти отколку нешто официјално излегува во ако се гледа генералната слика, големата слика, ако се гледа на не дај Боже, не знам што треба да се случи некој кризен период да поминеме како држава, да се случи, не дај Боже, не знам, некој убиство или било што кај што се замешан, кај што почнуваат да се развиваат тензии, па да излезат заедно поглаварите на сите верски заедници и да се обратат со да смирувачки тони, да повикуваат на раз. Но ќе речам повторно, значи на ниво на личности ние многу често знаеме да исконтактираме со. Сега се наметнува едно друго прашање. Ако меѓу верските заедници има разбирачка, каква таква, нели? Се поставува прашањето каква е таа разбирачка внатре во Македонската православна црква Охридска архиепископија, особено во Светиот Синод, значи внатре помеѓу митрополитите. Има ли генерацијски јас помеѓу вас? Например, како отец Пимен гледаше на справувањето на делот МПЦ со пандемијата од COVID-19, со прскање света водичка од трактори? Добро, тие... Значи, нема некој јас изразен. Значи, кога се работи за суштински прашања, сме секојаш многу единствени по тие прашања. Значи, се оно што е суштинско, скоро едногласно ги носиме, зашто знаеме, сепак сме мал број на луѓе сме, се покануваме на разни чествувања на, не знам, во Охрид за Свети Климент ќе бидам поканет, па ќе се види со Дона, потоа Струмица многу често доаѓам, така се ги одржуваме тие односи, се слушаме постојано за честитање, за совет и така натаму, за позајмување свештеници коме. Значи го имаме тој постојан контакт и така да никогаш не сме се оддалечиле толку нити генерацијски, нити во размислување меѓу нас владици. Се случува да речеме да имаме одлука некој кој што нема да им се допадне на некој и така натаму. И се остава тој впечаток дека, да речеме, со пандемијата кога беше дали колку да изгледаше на некому смешно тоа попрскувањето со водата, сепак е добра беше намерата, сакаш да дека. Сепак е тоа прашање на вера, дека веруваме дека Господ Бог може да помогне преку самото тој, се не можам да се исмевам нити да го нападнам оно што го направил тоа. Како да кажам, некако немаме потреба да се делиме тоа нити генерацијски. Ајде ние да се вратиме, отец Пимен, да се вратиме на темата што ја почнав предмал, која тоа е отец Пимен како тема што многу мене ми се допаѓа. Особено ми се допаѓа поглавието кога отец Пимен има допирни точки со културата. Кога свири, кога собира дувачки инструменти, кога пишува поезија. Тоа најмногу ми се допаѓа бидејќи јас ја пишувам. Знам дека и одевте на некои меѓународни гостувања со познати македонски поети. Во Бугарија. Така, па дури сте и сликар и скулптор или вајар. А ова имам разбирање за вајарството, бидејќи потекнувате од Ресен, а Ресен е домаќин на најстарата керамичка колонија во државата, нели, со која се одржува меѓународна, нели, секоја година во еден прекрасен објект, а тоа е сарајот на Нијази Бек, така ли? Да. Најубавиот објект во Ресен. Од каде тој ген ли е, што е? Па најверојатно е некој ген кој што еве за музиката е сигурно ген, затоа што дедо ми потекнува од Битола, преселен во Ресен, дедо ми ја носи првата фус хармоника, она што е на пумпање, значи
прабабата на синдисайзерот. Така. И уште некаде на таванка некој од чичковците таа органа, да речем таа армоника и потоа сите татко ми и неговите тројца браќа сите се учат на таа да свират првите чекори со музиката. За татко ми да се оддели малце како веројатно поталентиран од сите и најмал, кој се префрлува на дувачки инструменти и потоа на цела наша фамилија потомството не остануваат дувачките инструменти во наследство. Така да голем број на инструменти имав дома уште од малечок и така да Ги собирате бев тие обкружен инструменти, со... ги чувате? Да. Така. Ги чувам и ги одржувам секогаш и можеби затоа и немам некоја посериозен ангажмент, затоа што на толку инструменти секогаш пробаш по нешто да испириш. Така. Кога земеш све знаеш, а всушност ништо не знаеш. Ама саксофонот добро ви оди, Да, така? саксофон, кларинет, тоа ми се инструменти. Така. Може би сте станувале на времето кога сте биле студент на технички, на каков факултет бе? Да, на машински. На машински, ете така. Може би станувавте во исто време и да бидете свирач на свадби, ама не станавте, нели? За на свадби никако. Никако, добро, јас прашувам. Сум свирал уште од малечок Добро. и првите пари сум се ги заработвал, можеби уште од 7 оделение во дувачкиот оркестар во Ресен. Браво. И Супер. И така да по погреби сум свирал многу одавна. Така, добро. Ги имам тие и така да речем музичкиот дел ми останал од тој музички гени. Се трудам да го одржувам, не да го А надградувам. оно и ликовниот, сега ми дојде една идеја. Ајде, например, кога веќе се договоривме прелиминарно да направиме промоција на вашата книга Пости Параклис, нели? Овде во Струмица, зошто тоа да не биде во некој амбиент во кој ќе бидат изложени ваши ликовни дела, па да биде комплетен впечаток. Ако успеам да соберам се што имам Не, зошто раздадено. да не? Мислам, јас сум тука да дадам идеја, па вие како сакате. Секако ќе бидем во контакт и го договорам. Ликовниот дел, не знам, уште од малечок го имав тој дар на цртање, а особено што се викате за ваењето, некако доаѓа во контакт со глината. Таа пластична Тука- глина, така, што лесно се Да. обликува, нели? Предпоставувам. Да. Значи имав комши грнчар во кој што ќе им побараш, ќе ти дадат нешто Тоа е колку да се идејата на таа заиграш. колонија што ја има, да се задржи и- традицијата на гранчарството во Имаше Ресен, така? во една година, бев 7 за 8 оделение, кога еден мој роднина од Ресен му понуди на еден мој сват од Струмица, кој беше студент во тоа време и му понуди да му биде тоа и како летовање и да биде како економ, домаќин на ова, да ги снабдува Така. овие со весник, цигари што им треба на уметниците. И таа година одев многу пати со мојот сват Тони од тука од Струмица. И запознав еден куп на гости на колонијата, тогаш беа од цела Југославија, тоа беа еминентни личности. Така. И ќе им побарав глина, ќе ми дат, ќе направам нешто Така. и дури тогашниот директор на школото беше Михо Михов на средното и прашувајќи ме колку години сум што учам, како учам, ми понуди да се пријавам да ме запишат во ликовното училиште, за да го препознал талентот кај мене. Но кога дојдов јас да завршам 8 оделение за да се запишам на средно ликовно, сестра ми се запиша во Скопје и беше невозможно за мојата фамилија пролетерска да издржи двајче ученици во Скопје, и така остана евентуално за понатаму. Но како хоби ми остана и еве го развивам. Се уште експериментирам со тие работи. А пишувањето па е трета работа. Тоа Тоа е нешто. да, Дар од меѓутоа Бога. веројатно беше некако како изнудено дојде тоа. Имав Не сум професорка- прочитал ваши песни, а колумните редовно ви ги следам, ви ги читам.
Па песни немам ни објавено нешто. Така. Се насе, се во книгата излеговша, беше баш онака некоја поетска проза. Не знам дали ви ја дадов таа книга да видите. Чинам не. Веројатно че не сте прочитале, вие како Така. добар читател, но следна прилика се обврзувам дека ќе ја донесам да видите. И така најпрво почнав со пишувањето на колумните за еден портал во едно време кој се појави кирилица, за жал. Така. Веќе го Малку нема. време остана во етерот. За потоа веќе после тие 2-3 колумни што ги напишав за кирилица, Владимир Богоев, Бог да го прости, сега пред 10 дена почина, беше во управниот одбор на Дневник, ги прочитал тие колумни кои излега во кирилица и побар да се видиме и побар од мене да бидам еден месец колумнист во Редовен. во Дневник. Имавте свој ден. Да, во Така. вторник на местото на професорот Фрчковски кој беше на одмор. Така. И како го заменав за тие 4 колумни, потоа направив некоја пауза и повторно ми се јавија од Дневник да ме повикаат минуваа концепт и да ми дадат термин редовен во Дневник и тоа беше пренапорен период, значи секоја недела а си во патувања, нема уште достапност на интернет, па успеш, не успеш да пратиш, па те чекаат, одложуваат печатање на весникот, така да беше многу напорен период и кога кажав дека одам на одмор, им најавив дека од време на време можам нешто да рачунаат на мене, но не и редовно. И така се разви тој некако писателски дух за после да испадне 8 колумните, значи што ги пишував, па потоа бев нели на Офнет, редовен колумнист во еден период како различни размислувања во тоа Бавчи, што беше за да се случи во Реслин се одржува еден фестивал на мини драма и монодрама. Актерот на Европа кој се одржува веќе некај можеби 17-18 години наназад. Ја сакам театарската уметност и користам Има ли прилики уметност која не ја сакате? Сакате се. Па дури пишувавте за некакви ресенски бендови пишувавте текстови, или? После ќе ги објаснам. И значи не сакам да речеме овие како ги викат инсталации. Тоа не ми е уметност. Добро, и јас не ги сакам, така. Ако Може, сакам има и во инсталации, си тоа. викам инсталатор да ми дојде, знаеш. А не уметник. Да, не уметник, така е. Тука не се пронаоѓа, иначе се некако не знам. Едноставно го сакам тоа се. И секоја година успеам да гледам по една-две представи, затоа што во летен период тој настане, секоја се дружам и со актерите, после тоа следнуваме и со организаторите и така натаму. Има еден човек во Ресен, кој веќе пензионер, кој од секојаш му било пасија тоа. Имало на времето и некој аматерски театар во Ресен, па тој режирал, па глумел, така натаму. И една година постави една монодрама, која беше мојата преспа, мојата судбина. Нешто во кое едно девојче аматер, одлично си одигра својата улога, сега веќе мислам дека ги завршува своите студии по Драмска уметност. драмска уметност, благодарение на тој ангажман во тоа време. А текстот беше преуреден текст, прилагоден од Ката Мисиркова Руменова. И ме прашува човекот, вика, што ќе кажеш? Викам, се убаво, одлично поставено, одлично изгледано, убав ефект, викам, зошто не е ресенски текстов? И тој ми вика, многу едноставно, затоа што немаме ресенски текст. И јас така на смење, ускафам, викам, па ќе напишеме, Така. И тој ме фаќа за збор и кај ќе ме сретне, вика, знам дека те бива, знам дека можеш и мора да напишеш некоја драма. Тука да ја поставиме за в година.
пробав да се извлечам од ситуацијата во која се пикнав, но не успеав. Некако ме наговори човекот и почнав да ја пишувам една ресенска песна што излегов да се прошетам низ ресенските улици. Нели, таа со двајца млади кај што се колнат, па кајање, така натаму, па дури смрт на крајот, така натаму. И решив тоа, значи, пошто клетвата е 9 години да лежиш, 9 постели да смениш и така натаму, има материјал, викам. Така. И почнав да го правам тоа како две паралелни монодрами во која што освен оној момент кога се сретнуваат префрлено е действието Претпоставувам имат некакви допирни точки двете или? во 90-тите години, значи пошто действието ми, младоста моја била во 90-тите години и го знам. Крајот на 80-тите, почеток на 90-тите, ми е познат период во кој што можеш да доловиш се и сешта таму. И действието на тоа е, значи, се случува, се сретнуваат, во момент се чудат на тоа како може некој да се залюби и болен да падне од љубов, исмевајќи се на распеаните ресенчани. За потоа веќе да го доживеат тие светото и да имаш две паралелни монодрами во кои што во сите тие 9 години девојката се кае за тоа што го проколнала, тој се кае за неверството што го направил, така натаму. И се развива тоа и ја поставивме, и се изигра таа представа. За подоцна луѓе што го прочитале текстот така или што ја гледале представата да искажат симпатија за тоа дека тоа сепак убаво звучи, сето тоа убаво изгледа, дека треба да се одштампа, меѓутоа за да се отпечати некако беше драма да напишеш и да ја дистрибуираш, дека тешко биде, но ако е како роман, ако се преправи, дека може да заличи нешто. И се обидов и ја направив да биде сепак роман, еден со оние монодрамите остануваат. И тука е оној поетскиот А музичкото искуство со вашиот ангажман авторски? Има и тоа, значи две песни имаме снимено. Браво. И трета, па нешто чекавме да помине пандемија, па да се ангажираме можеби и до албум некако да се стигне. Ама ќе видиме за тоа не се по нешто, значи, од се по нешто сестрана личност во секој случај кога секој се собере, извади, подели, помножи и состави црта, значи сестраниот отец Пимен, добро. Почитувани гледачи, кога пред да го започнеме разговорот, отец Пимен ме праша колку ќе трае разговорот, а јас му велам онолку колку што ќе збориме, колку што ќе зборуваме, но му реков колку и да трае, јас веќе сум свесен дека трае предолго овој разговор, но колку и да трае овој разговор, мене ќе ми биде малку, аз се надевам дека ќе биде малку и на гледачите, бидејќи се надевам дека овој разговор беше интересен, но не и последен. Тоа никако, да сме здрави и живи само, но само за крај. Се враќаме на Великден. На Великден претпоставувам верниците ќе бидат по сите храмови кај што има православни верници, нели? Ќе бидат и во црквата Света Софија, катедралната црква Света Софија во Киев, ќе има верници и во црквата Спасение Господово во најголемата црква во Москва. И сега се поставува едно болно прашање како ќе се чувствуваат тие верници во тие две цркви и во сите други во Русија и во Украина. Колку црквата има свое влијание во она што се случува во Украина? Па јас искрено не сакам да верувам дека црквата има влијание во она што се случува. Или какво може да има влијание за да стивнат секако дека треба да има, еве, вчера папата пред цел плоштад повика на смирување на тоа за да можеме да влеземе сите во радоста на воскресението Христово. И сега ако еден човек кој што во ред засегнате затоа што има дели католици во Украина, но ако тој човек од Рим се обидел да повика на разум или на стивнување на страстите таму и да се замолчи оружјето, ако ништо повеќе барем за време на овие радосни моменти од воскресението Христово,
тогаш многу повеќе се повикани да повикат на разум и на прекин на огнот и украинската црква, но секако и руската црква, ама и Вселенскиот патриарх. И Вселенскиот патриарх секако, меѓутоа ако папата повикал, нели, зошто не и Вселенскиот патриарх? Многу е битно, значи да повика на мир и на прекинување на сето тоа и прво и основно рускиот патриарх. Така. Затоа што не знам, сепак како и да изгледа се, руската територија дали е онака како што сака да го представат дека е специјална интервенција која што сака да се бори за сопственото население или онака како што објаснува украинската страна дека ова е војна и дека имаме класичен агресор. Таму како и да е ќе речем се вмешани луѓе кои што веројатно се дели од црквата и на едната и на другата страна. И треба да се повика на престанување на тоа. Ако не се престане ако не се повика на престанување на агресијата и повлекување, враќање во или да се седне на мировни преговори, тоа што секако не може попусто би бил се огласил украинскиот патриарх или поглавар на било која верска заедница од Украина, ако е нападнат, значи тогаш некако пак имаш некоја обврска да се браниш. Кога ја спомнам црквата, има тука некаква предисторија, бидејќи Украина долги години се водеше битка за добивање статус на црква, како се вика? Автокефалност. Автокефалност. Не ми дојде зборот. Автокефалност која ја доби 2018, ако не се лажам. Кога беше добиена таа автокефалност, беше тоа празник за украинците, но катастрофа, барем така се изјаснија руснаците. И тука тие нешта не се добри. Во секој случај, значи поделеноста што беше во Украина на ниво на православната црква беше од причина што сега како што ја учиме историјата, благодарение на војната, ако нешто добро има во војната, ќе научиме географијата на Украина. Да, се извинувам. Она што ние треба да го правиме е да не навиваме. Од проста причина што не станува збор за Реал Мадрид и Барселона, не станува збор нели за Вардар и Пелистер, туку станува збор за еден воен конфликт или како сакате наречете го, во кој умираат луѓе. Така е. Гинат луѓе. За жал, и празниците веќе наближуваат. Тоа сакам да кажам, тоа најголемиот христијански празник, значи празникот во кој што се ослободуваме од гревот и празникот во кој ни се отвора Царството Небесно и се ние на самиот ден ли на Воскресението Христово треба да му принесеме уште многу жртви на новоја едните гинејки како маченици да директно во рајот, на другите кои што без разлика значи од која страна припаѓаат, рековме не фаќаме страна, но сепак со гревот на убиство лесно кој може да наследи Царство Небесно и сега доаѓаме до една апсурдна ситуација во која што ако политичарите не се разумни, значи треба тоа да го направат нивните верски поглавари кои што влијателни, особено е влијателен на но и да бидат послушани, рускиот патриарх е многу влијателен, затоа што долги години работеше како министар за надворешни работи на руска црква, човек што е почитуван, кој има и не само духовна власт, има и поголема власт, не само духовната, чиј збор поминува. Мислам дека треба поголемо заложба. Ако спомнавте влијателни луѓе во православието, тоа е нека биде моје последно прашање за овој наш разговор. Ако спомнавте неколку влијателни луѓе во православието, каде е тука Македонската православна црква, Охридска архиепископија? Зошто тие влијанија изостануваат во поглед на нашата автокефалност? Дали сте вие оптимисти дека наскоро може да се реши прашањето? Па ние веќе имаме сериозни контакти со
Цариградска патриаршија. Отворен диалог имаме. За жал, времето на пандемијата малце го одолговлечи тоа. Значи, не зборуваме дека влегуваме во преговори, но сме единствени како синод по тоа прашање, дека ќе се обидеме да го решаваме преку Цариград прашањето на нашата автокефалност и веќе полека се подготвува терен, формирана е комисијата, односно возобновено е мандатот на црковната комисија која треба да ги отпочне тие преговори, кои ќе бидат подготвени домакините од Цариград да се седне, да се види, да се направи еден костур на она што треба да се решава на тие разговори или преговори како ќе му дојде. Значи, веројатно ќе треба да се седне и со Српската православна црква за да се информираат дека ние се префрламе на решавање на нашата изолација со Цариградската патриаршија и може би нема ни да дојдеме до некое решение, во меѓувреме наша обврска е секако да се трудиме да се го собереме нашиот народ, да го живееме покајанието на црквата, да се молиме да излеземе од таа неправилно нам наметната изолација од православниот свет, но првенствено ќе речам, ние сме внатрешно организирана црква, на која што ништо не ни фали. Имаме апостолско преемство на чиновите кои ги имаме во црквата, никој не може да не обвини за ерес или за било што и дека ние сме се оддалечили од православното учење па да не можеме да го надминеме тој јас, но и да се вратиме на тоа што Цариградската патриаршија мислеше дека го реши прашањето на автокефалноста на украинската црква од една страна, но од друга страна се случаја други. Се случаја некои други работи што некој можеби не сите го прифатија тоа што се случи, така да не по секоја цена, ќе кажам. Би разговарале, веќе сме на пат, веќе на отворена на тие преговори, дадени се насоки, нашите преговарачи се искусни митрополити, веќе долги години во црквата разговарале уште од почетокот на 90-тите години со кога се почна кога се направи обид да се почнат преговорите со Српската православна црква, значи учествувале многу пати, така го имаат искуството, ги знаат обврските што ги имаат, знаат што би прифатиле, што не би прифатиле, нивна обврска е после секоја средба да не информираат како синод, па ние како синод да дадеме понатамошни тоа. Затоа велам, не се знае колку ќе трае, не се знае точно моментот кога би почнале разговорите, ни колку ќе трајат, нити дали на крај ако ни се дадат нас непристојни предлози, некој не сме во состојба да ги прифатиме, ќе чекаме тоа што ќе оставиме на некои идни генерации помалку оптеретени со национализам, помалку оптеретени со секојдневието и така натаму, со политика, со национализам или пристрасност некоја, сето тоа па нека го решаваат тие. Црквата го планира својот историски развој, значи уште многу векови да трае, така да не мора да биде се на нас да решиме. Дојдовме до самиот крај на овој наш разговор. Од мене аз ви благодарам за гостувањето во емисијава. Ви посакувам успешно продолжување или убаво продолжување на великденските пости и убаво поминување на великденските празници, се разбира во друштво со вашите верници, возлюбени чада во Господа од Европа, каде и да се, нели? Рековме, не се доискажавме доволно, се закажуваме нова средба за некоја наредна емисија. Ви благодарам. После промоција. Благодарам уште еднаш на вас, господин Каледжиев, за сите оние години дружба и соработка е отворено за комуникација. Секако, еве да искористам прилика да им се заблагодарам и на моите домакини, митрополитот Струмички и епископот Стобилски Јаков и на братството од манастирот за сите овие денови на гостопримство кои што поминавме, да ги поздравам сите оние струмичани кои за жал не успеав да ги видам, а ги знам многумина. Тука и да им посакам И вашата куса великденска порака би била пред уште еднаш да ви кажам благодарам,
веруе да веруваме во Христа, да се Така. трудиме секогаш да личиме во се на него, да се угледаме на сите оние примери кои ни ги дава црквата во време пред и за време на великденските пости. Да успееме да го сочуваме нашето смирение на сите тие благодатни денови на постот и сите заедно да влеземе во радоста на воскресението Христово. Многу ви благодарам. Толку, конечно. Благодарам. Благодарам. Тоа беше разговорот со отец Пимен. Почитувани гледачи, одиме понатаму со програмата.